Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се потсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денеска играме епизода број 19. Ало, добар ден, кој се јавува? Добар ден, се јавува тетка Маре од Скопје. Како е тетка Маре денеска? Одлично, фантастично. Спремна ли е тетка Маре за избори? Па, спремна сум малку во застој, ама ќе биде. Тетка Маре, добре дојдовте во твоето политичко ветување, звучи познато. Играме на следниот начин. Јас ќе ви пуштам една изјава од едно предизборно ветување од еден од изминативе изборни циклуси во Македонија. Ваша задача ќе биде да проверите или да погодите кој го кажал тоа политичко ветување и дали истото е исполнето или не е исполнето. Дали сте спремни? Договорено, спремна сум. Ајде. Одлучивме во наредниот период овој олимписки базен да го трансформираме во аквапарк. Тоа беше волја на нашите сограѓани и токму заради тоа денес сме тука да одбележиме дека волјата на граѓаните ќе биде испочитувана. Таа е дел од нашата програма на ВМРО ДПМН, кој што јас како градоначалник и советот предводен од ВМРО ДПМН ќе го реализираме во наредниот период. Очекуваме да сите содржини кои што ќе бидат тука, ќе бидат сигурно многу содржини и во типот на тобогани, од типот на помали базенчиња за мали деца, од типот на кафичи, односно ресторани внатре во самиот базен и други содржини кои што ќе бидат во функција на рекреација на сите наши граѓани од општина Кавадарци. Аха, што мислите? Кој го кажа ова политичко предизборно ветување? Гласот не можам да го препознам. Добро. Говорникот исто така. Може би е реклама, не сум сигурна. Добро. Дали не чујам многу ветувањата политички, многу не се веродостојни за мене. Дали е исполнето? Ајде прво овака, дали успеавте да откриете за какво ветување станува збор или да ве просветлам? Да, тоа е аквапарк. Да. Јас не сум била, ама мислам дека е исполнето Карпош општина слушна, па таму има некој аквапарк. Не сум сигурна дали е тоа. Ајде вака, се работи за аквапарк, меѓутоа не се работи за аквапаркот во Карпуш, се работи за аквапарк во рамките на градскиот базен во Кавадарци. Како што се додатни содржини од типот на базени за деца, кафулиња и ресторани. Што мислите, дали ова ветување за Кавадарци е исполнето или не? Јас не сум била, не можам да кажам дали е или не е. Твам дека не е, од медиумите, од општа, да речеме, моја ангажираност околу информациите, околу ветувањата, мислам, онолку колку што е мојот капацитет, мислам дека не е тоа ветување исполнено. Ајде да провериме на вистиномер.мк. Вистиномерот врти. Ова политичко ветување не е исполнето. Честитки, точен одговор. На 28 декември 2013 година е донесен буџетот на општина Кавадарци за наредната 2014 година, при што градоначалникот најавува дека ќе се гради и аквапарк. На 30 јуни 2014 година градоначалникот изјавува дека во текот на летната сезона таа година градскиот базен ќе работи нормално, а од наредната година, од 2015 година, ќе биде преуреден во аквапарк. По повод на денот на ослободувањето на Кавадарци е пренесена изјава на кавадаречкиот градоначалник дека е во тек тендерска постапка за аквапаркот, меѓутоа по оваа информација други информации нема, односно ова ветување е неисполнето. Па многу ми е драго што дадов точен одговор. Да. Малку предпоставка беше. За учеството и за точниот одговор добивате брендирана шолја за кафе од radioindex.mk и vistinomer.mk. Ви благодарам за јавувањето и благодарам за учеството.
Многу ви благодарам, се надевам ќе се чуеме повторно. Благодарам, Исто така и јас. Ќе ми биде драг подарокот. Секој е добро, доколку и ти сакаш да играш твоето политичко ветување звучи познато, прати мејл на твоето ветување @radioindex.mk или СМС на 078-755-588. Твоето политичко ветување звучи познато секој работен ден во 14:30 на radioindex.mk. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес. Радио Индекс.